Здраво на сите правачиња, јас сум наставник Марија и денеска ќе ви одржам час по македонски јазик. На овој час ќе учиме една басна, а тоа е... Не ви кажувам, сами ќе го откриете името. Значи, што е цел на овој час? Да се запознаеш со поимот басна, да се оспособиш да слушаш, разбираш и доживуваш содржина и порака од текстот, да определуваш ликови, тек и редослед на настаните во текстот и да предвидуваш што ќе се случи, да даваш заклучоци и да дискутираш. За овој час, освен тетрадката по македонски јазик, училишниот прибор и компјутерот ќе ти треба само уште плюс внимание. Почнуваме. Ајде да видиме, да откриеме која басна ќе ја учиме денеска. Кој беше крал на животните? Крал на животните. Така е, лавот е крал на животните. А во цртаниот филм Том и Џери. Што е Џери? Глувчето. Така е. Сега, откриваме лав и глушец. Така е. Денеска ја учиме басната за прво оделение Лавот и глушецот. А што беше тоа басна? Дали се сеќаваме? Басна е кратка приказна во која главни ликови се животните и преку нив се искажуваат особините на луѓето. Постојат многу басни. Во некои улогата може да биде мравка. И што мислите? Преку мравка која човечка особина се искажува? Вреден како мравка. Значи, мравката е вредна. Луѓето што се вредни ги споредуваме со мравката. Во басните има и зајачиња. Тие се многу брзи и спретни. Така и луѓето ги споредуваме тие што се брзи со зајачиња. А кума Лиска? Итрина. Така е, итрите луѓе ги споредуваме со лисиците. А волкот? Лаком. Така, лакомите луѓе се споредуваат со волците. Еве пчеличката. Вреден како пчела. А магаренцето? Тврдоглав. Значи, тврдоглавите луѓе ги споредуваме со магаренцето. И значи, научивме што е басна, кратка приказна во која што главни ликови се животните и се представени како да зборуваат. Знаеме дека тоа е невозможно, но тоа се прави за да преку нив се искажат некои човечки особини. Ајде да видиме, што ќе се искажува преку лавот, а што преку глушецот во оваа басна. Каков е лавот? Силен, мокен, и тој е на власт, што ме крал. А наспроти него, какво е глувчето? Слабо и страшливо. Значи преку лавот се искажува силата, власта и моќта, а додека преку глувчето слабоста и стравот. Ајде да видиме зашто ќе се зборува во оваа басна. Еднаш лавот си спиел под едно дрво, а па лавото глувче скокајќи по гранките, паднало врз неговата глава. Лавот кој се разбудил, многу се налутил, го фатил глушецот и се спремал да го изеде. Ајде сега малку да разговараме за ова што се случи досега. Кои се ликови во басната? Кога ќе ги одговараш прашањата, труди се да ги одговараш со целосна реченица. Ликови во басната се лавот и глушецот. Така е. Што направило глувчето? Глувчето скокало од гранка на гранка и паднало врз главата на лавот. А зошто лавот се налутил? Лавот се налутил затоа што глувчето го разбудило. Така ќе одговарате во понатамошниот тек на ова видео со целосни реченици. Што мислите?
што ќе се случува понатаму во приказната. Некој мисли дека лавот ќе го изеде глувчето. Некој мисли дека ќе му се смилува. Или можеби, не знам, ајде да видиме. Еве го лутиот лав. Тогаш глушецот почнал да се моли да му прости и да не го јаде, говорејќи дека некогаш и тој ќе му стори некоја добрина. Лавот на овие зборови многу се изнасмејал и си рекол: што може едно глувче мене да ми помогне? Но сепак го пуштил. А што мислите? Зошто лавот се исмејувал на зборовите на глушецот? А зошто лавот го пуштил глушецот? Лавот се изнасмејал затоа што тој, голем и силен и крал, едно глувче да му помогне. Лавот мислел дека тоа е невозможно. Но зошто го пуштил? А може би не бил гладен. Може би се сожалил. Може би помислил дека навистина глувчето може да му помогне. Што мислите вие? Ајде да видиме. Не поминало долго време, лавот се фатил во мрежата која ја поставиле ловџиите во шумата. Лавот се обидувал да ја скине мрежата, но не успевал. Го гледате заробениот лав? И кралевите можат понекогаш да бидат заробени ако се невнимателни. Глушецот го слушнал лелекањето и рикањето на лавот, дошол и веднаш ја изгрицкал мрежата во која тој бил заробен. Еве го глувчето како доаѓа и ја грицка мрежата за да му помогне на лавот. Кој го фатил лавот? Што мислите? Кој ја ставил таа мрежа таму? Во што се фатил лавот? Дали лавот можел сам да се спаси? Кој го слушнал рикањето на лавот? Како глушецот му помогнал на лавот? Ослободувајќи го лавот, глушецот рекол: ти мене ми се смееше кога ме пушти, зашто не очекуваше дека јас би можел да ти помогнам. Ама сега знаеш дека и ние глувчињата знаеме што е благодарност. Еве ги како разговараат на крајот лавот и глувчето. А дали вие знаете што е тоа благодарност? Кои биле последните зборови на глувчето? Што можеме да научиме од оваа приказна? Која е поуката? Значи, последните зборови на глувчето биле дека лавот му се исмејувал кога го пуштил, но сепак дошло време глувчето да му возврати на таа добрина и тоа се вика, ученици, благодарност. Значи, кога некој ќе ни направи нешто добро, треба со добро да му вратиме. Тоа е благодарност. А што е поуката од оваа приказна? Што научивме од оваа приказна? Што ќе кажете вие? Хајде дадете свое мислење. Поуката од оваа приказна е дека никогаш не треба да потценуваме никого. Ако ние сме големи, а некој помал од нас, па да го потценуваме. Значи не знаеме кој може во животот да ни помогне. Не знаеме на која врата можеме да тропнеме и од кого да бараме помош. Секој треба да биде почитуван. Никој да не се прави поважен од другите. Еве сега една задача за тебе. Овде се дадени неколку сликички од оваа басна, но тие се измешани. Твоја задача е добро да ги погледнеш сликичките и да ги подредиш по редослед
така како што се случуваа настаните во оваа басна. Значи, овде е делот кога глувчето го моли лавот. Овде кога лавот се фатил во мрежата, глувчето го слушнало лелекањето. Овде кога лавот се налутил. Овде кога глувчето го ослободило лавот, еве го заробениот лав и на крајот е сликичката кога глувчето паднало врз главата на лавот додека тој спиел. Ваша задача е да подредите која е прва сликичка, ќе ставите број 1, потоа број 2, а потоа според тие сликички ќе ја прераскажете басната. И друга твоја задача, освен прераскажувањето на оваа басна, треба да ги илустрираш ликовите од басната во твојата тетрадка по македонски јазик. А илустрирање што беше? Илустрирање е цртање на ликовите. Ви благодарам на вниманието.